Тука имаме многу мал број на деца, прво сместени во еден мал групен дом. Со самото тоа, значи, многу полесно, многу побрзо се уведуваат сите нивни потреби, сите нивни интереси, сите нивни бргу се гледа напредокот, олеснителен е начинот на работа, пред се надевам и најважно од се е дека децата имаат една стимулативна средина за живот. Децата се прифатени, воопшто од сите сме прифатени, немаме до сега ниту забелешки, ниту некои неубави однесувања, дури напротив, ни доаѓаат на гости, ние одиме кај нив, организираме роденденски прослави, покануваме деца од локалното население, секогаш се одзиваат на поканите, доаѓаат, носат подароци, се сликаме, се дружиме. Децата се прилагодени, многу го прифатија процесот на деинституционализација, супер се адаптирани, си го сакаат просторот, си го сакаат новиот дом. Мислам за децата, еве ако имате прилика и самите да ви кажат, дефинитивно таму од каде што доаѓаат и тука кај што се голема е разликата и во една позитивна насока ја почувствува и они и воспитниот кадр. Еден вид замена на родителите. Ние сме сурогат родители. Еден вид работиме 24 часа дневно, значи сме присутни 24 часа во текот на денот. Голема е разликата од Ранка Милановиќ во куќата во Визбева. Значи се осеќа разликата. Овде сме као дома, едно семејство.
Кога вработам овдека се осеќам дека многу подобро. Условите се и подобри за работа и децата слушаат и сети тие работи што ги посетуваме таму и овдека е голема разликата. Има распоред на храната тука, ама со тоа што они повеќе сакаат да јадат компери, чипс, нешто такви работи, али си имаме еловни што идеме по таа листа. Но им подготвувате, веројатно? Подготвуваме, некои пати што сакат и они. Они сами подготвуваат вечерата, сами ја подготвуваат. Децата како ги гледате сега, а како тогаш? Дали се посреќни, позадоволни? Па сега, за сега се гледа позитивна енергија и кај нив дека овдека дека им е подобро, потопло, се чувствуваат како дома. Не е тоа како дом, као Ранка Милановиќ, што беше голема кујна, огромни плочки, санитариите беа прљави, креветите ова уништено, така да овдека беше многу подобро. Мора да се истакне дека ова е долгорочен процес кој што не застанува денес, ниту почна вчера. Години оваа држава се обидува да направи промена во системот на грижа за деца и лица со попреченост и да немаме повеќе институции, но во овие 2 години интензивно се покажуваат резултати во оваа област. Но ова треба да продолжи со исти интензитет и со иста енергија понатаму, затоа што целиот систем треба да се трансформира и треба оваа грижа да стане одржлива, се со цел децата да го добиваат најдоброто. Затоа што може да кажам и како министерка дека едно општество може да каже дека е хумано и солидарно само ако покаже соодветна грижа за најранливите. Ако најранливите ги остава позади себе, тоа значи дека тоа општество не е хумано. At UNICEF, we're very proud and happy to be involved in the deinstitutionalisation of children for quite a variety of reasons. Во УНИЦЕФ навистина сме горди и ни е многу мило што сме вклучени во процесот на деинституционализација од мноштво причини. One, as has been mentioned by the Minister, it is an international trend, it's an international movement that looks at the science of brain development, children, how we grow up as human beings. And it's been proven in the evidence that institutions are not good for children, for human beings, for brain development, and also for developing attachments, developing emotions, developing the things that make us responsible and fair adults. И како што кажа самата министерка, самата деинституционализација е веќе меѓународен тренд, процес кој што се одвива на глобално ниво, затоа што врз основа на сите, затоа што поаѓајќи од начинот на кој што луѓето се развиваат, на кој што мозочниот развој се одвива, како децата растат, докажано е врз основа на докази дека институциите не се најдобро место за да се оствари тој развој, дека не придонесуваат кон развивање на емоции, на приврзаност, сето она што не, кога ќе бидеме возрастни, придонесува да станеме одговорни и фер возрастни. Со оглед на процесот на деинституционализација, заклучно со 2017 година, имаме забрана за прием на корисници. Планот на Министерство за труд и социјална политика е заклучно со 2021 година, во оваа институција да не живее повеќе ниту еден корисник. Со процесот на трансформација се планира корисниците да бидат преселени во стамбени единици и мали групни домови, да им се пружаат подобри услови за живот. Никој, според мене, никој не заслужува да живее
затворен во оваква гломазна институција. Добро ми. Тука ми е добро. А дали би сакал да излезеш надвор, да живееш на некое друго место во куќа? Не. Не. Зошто? Тука си посигурен? Тука сум посигурен. Тука сум власнат. Тука си со пријатели? Власнат пријатели. Но и надвор има свет, има луѓе, пак ќе бидеш со пријатели? Тука си шетам, да продавам се пазарство. Излегуваш од тука? Си излегувам. Одиш во Демиркапија во центарот? Одам. И па се враќам.